На плоштадот Македонија, таму е колешката Габриела Лескова. Габриела, гледаме дека голем број на граѓани се уште се присутни на плоштадот во Скопје. Какви пораки беа испратени вечер во таму? Јавен совир, освен во Кочани, имаш и овде на плоштад Македонија во Скопје, кој што започна во 18 часот. И јадници скопјани дојдоа овде на плоштад Македонија да оддадат почит на загинатите во страшната несреќа која што се случи во дискотеката Пулс во Кочани. Со 16-минутен молк, јадници и присутни, како што напоменав, издадоа почит на сите оние кои што го изгубија животот таа кобна, како што може да забележите, овде веќе се испразни и скоро плоштадот, меѓутоа овде покрај мене се уште се цвеќињата и свеќите кои што огромен број на граѓани ги беа положиле претходно во текот на вечерта. Преку текот на целата вечер овде на плоштад Македонија беше навистина мирно, беше оддадена почит, се положуваше цвеќе, граѓаните плачаа и тагуваа заедно за сите изгубени животи, меѓутоа исто така и се помолија за здравје за сите оние кои што моментално се борат на клиниките, како во Македонија, така и во странство, за да оздрават во целата оваа ситуација. Непосредно пред вклучување на линкот и во текот на вечерта успеав да поразговарам со дел од граѓаните. Тие навистина се тажни, меѓутоа бараат од македонските институции целосно да го расчистат овој случај за ваква уште една голема несреќа да не се случи повторно. Во продолжение да ги слушнеме параќите од граѓаните кои што беа присутни овде вечерва на плоштад Македонија за да оддадат почит на загинатите во страшната несреќа во дискотеката Пулс. Жално. Јас сум од Кочани, тоа се случи во мојот град, во близина на мојата куќа. Бев еден од тие што покасно, после час најверојатно после да отидоа со цел да помогнат, иако не знаев дека пожарот за дискотека се дека нешто во индустријска зона. Нешто се заблагодарам на сите граѓани пред се на градот Кочани што таму во тие моменти на хаос безрезервно се жртвуваа, влегуваа внатре, го ризикуваат својот живот. Сите тие бевме сега на прегледи. Ова дека биде една поука што не треба ваква трагедија веќе да се повтори. Значи, власта без разлика која и да е треба да мисли пред се на безбедноста на луѓето. Тука сме за да оддадеме почит на тие луѓе што се починати. И сето ова се случило затоа што не сме действувале ние како народ, туку сме трпеле. Ден на жалост колку има смисла. Сите овие жртви, мислам дека ќе ги кажат на нас да покажеме дека не се залудно изгубени, дека нема да дозволиме да се повтори ова. Искрено сочувство до сите што изгубиле, некој сочувство до сите што тажат и што жалат во Македонија. Да протестираме за коруптивниот систем, за децата што загинаа, за све. Да, тоа беа пораките од страна на скопјани, како што напоменав, собирот беше одлучено да се одржи овде на плоштад Македонија поради поради многуте се извинува медицински возила кои што се уште кружат низ улиците на главниот град. Она што е важно да се напомене дека се помина без тензии, без никакви инциденти. Граѓаните оддадоа почит на загинатите. Ние остануваме овде, пораките ги пренесуваме во следните информативни изданија.